По оставката на председателот на Народна техника Штип Ристо Мицко, во понеделникот во Штип се одржа воредно изборно собрание на кое се избра новото раководство. На 28 во понеделник Народна техника одржа воредно изборно собрание, бидејќи од април месец Народна техника остана без председател кој си поднесе неотповиклива оставка, така да се одржа воредно собрание кое го одржавме во хотелот Изгрев, со почеток во 19 часот. На ова собрание се избрани новото раководство на Народна техника, инаку од 15 делегата колку се утврдени согласно статутот на Народна техника, присутни беа 12, а за одлуките и за тоа беше скоро се едногласно изгласано, освен за председател имаше еден воздржан глас. За председател избран, јас сум избран Венцо Стојчев, и на тоа собрание се избрани 7 членови на извршниот одбор, 3 членови на надзорниот одбор и донесени се некои одлуки да се смене статутот, бидејќи статутот ни беше од 2011 година, имаше некои недоречености, така да и тоа го исправиме и сега таа документација ни е комплетно во регистарот, чекаме да помине регистрацијата. За сега во рамките на Народна техника Штип фигурираат радиоклубот Никола Тесла, фотокино клубот Ванча Прке и Сдруженијето за пронаоѓачи и автори на технички унапредувања. Целта и програмските активности ќе бидат насочени на привлекување и запознавање на младите во повеќето технички секции, со што би се добило на квалитет и на омасовување на техничките сознанија. За жал, состојбата со радиоклубот Никола Тесла е очајна поради финансиските проблеми, иако со застарена техника колку толку се одржува надпреварувачкиот континуитет. Во врска со некои неодамнешни настани поврзани со активностите околу развивањето на Народна техника Штип, Венцо Стојчев со коментар. Состојбата сега не е како што беше тогајка. Знаете дека финансиските проблеми се терет на сите здруженија на граѓани посебно. Така да ние со нова опрема немаме купено веќе 20, скоро 30 години да не кажем, 20 некоја година, исто и со антенски помагала, со други, меѓутоа нашиот ентузијазам е тај, ние и со тоа што го имаме вработеме. Последните надправери што ги правиме беа во мај месец и во март и во февруари. Наредниот период не очекува светското телепринтерско првенство, кај исто редовно учествуваме, тоа е крајот на септември. Од аеродром Сушево ги ние одржуваме нашите надпреварачки активности. Исто во ноември ќе имаме надпревар по телеграфија и претходно фонија у октомври. Инаку за вашите гледачи ја би сакал само да напоменам дека во последните неколку месеца Народна техника и посебно клубовете у Народна техника се нападнати од една група нелегитимни членови кои веќе направија прво еден упат во фотоклубот, кај што организираа нелегитимно собрание, после тоа во радиоклубот и еве пред неколку дена имавте вие објави на вашите телевизии, направија упати во Народна техника. Значи, тотално се луѓе собрани од улица, прават собрание и во моменту имаме пречка од нив за да се регистрираме сега ние како ново раководство во Централниот регистар, па ќе видиме што ќе биде. Мислиме дека правдата е кај нас и ќе треба да се расчистиме со тие луѓе. Во секој случај, наскоро се очекува одлука на Централниот регистар, со што би се разгласила и состојбата во Народна техника Штип.